Веќе неколку години наназад и во Македонија се следи трендот распродажби во продавниците за Black Friday или Црн петок. Оваа практика е прифатена од Соединетите Американски држави, кои на 4-тиот четврток во ноември го слават Денот на благодарноста, пошто следниот ден традиционално е почеток на божичната сезона на шопинг. Трговците нудат големи попусти на Црн петок и тој концепт го прифаќаат многумина кои сакаат добри сделки. Секоја компанија се труди да ги следи светските трендови, како што се Black Friday, кои ги бараат граѓаните, бидејќи токму тогаш можат да го купат саканиот производ со поголем попуст. Тоа е на обострано задоволство на релација купувач-компанија поради зголемен профит од едната страна на вагата, од другата страна на вагата се тежне кон поголемо задоволство и заштеда. И компанијата Форма Нова го следи трендот на Црн петок. Во салонот за мебел во Тетово цела недела ќе има попуст од 15% на целиот асортиман, додека на одредени производи и дополнителен попуст до 40%. Стратешката развојна политика на Форма Нова како бренд е да го следи чекорот на модерните светски трендови како што се Black Friday. Секоја есен нудиме изненадувања, клиентите го знаат тоа и го очекуваат. Ова нека биде најава на целонеделниот попуст кој започнува од 24 до 30 ноември. Значи станува збор за зголемено изненадување со продолжен ефект. Имаме тековен попуст кој ќе трае се до крајот на годината и во погоре потенцираната недела дополнителен попуст на веќе постоечкиот. Идеологијата на менаџерскиот тим на Форма Нова е драстично намалени цени, врвен квалитет и задоволни купувачи. Следат новогодишни празници, така да може да си го разубавите домот со еден современ дизајн, јасни линии со визуелна впечатливост и модернистички бои за полесно одржување на мебелот. Искористете го моментот, за сите адути се на ваша страна, а ние сме тука да помогнеме. Значи кај нас важи девизата Black Friday трае all week. Инаку во светот црниот петок е многу популарен. Луѓето трошат големи суми на пазарување. Често се случуваат стампеда при влегувањето во трговските објекти, при што се чести и помали повреди меѓу купувачите, обично како резултат на тоа што се туркаат, но понекогаш се случувале и посериозни повреди во потрагата по ефтин производ.